Средното општинско училиште Ѓорче Петров, во кое се школуваат кадри од дрвопреработвачката струка и лозарството, односно енологијата, денеска одржа презентација со дегустација или фестивал на младо вино од годинашната реколта. Суровината, како што сме информирани, е произведена на нивната плантажа под неколку сорти на грозје, која воедно е и наставна. Годината не беше погодина, но сепак подобро од ланската, велат професорите со кои разговаравме, имавме можност тоа да го почувствуваме пробувајќи дел од нивните вина и ракија, кои се произведуваат од суровината што тие самите ја произведуваат. На свеченоста која по тој повод се одржа во самото училиште, беа прогласени најдобрите бели и црвени видови на вина и ракија. Се работи за ученици кои се школуваат овде, а стручни лица или професори од ова училиште вршат проценка на квалитетот и соодветно ги рангираат. Најдобри бели вина годинава произведоа прво место Даниел Петрович, второ Филип Јошев и трето Магдалена Камчева. Најдобри црвени вина беа произведени од Марио Ристовски, второто место го освои Љубица Петрова, а третото Магдалена Камчева. И на крајот најдобрите ракии годинава беа прогласени, а најдобри беа Ивана Танчева за прво место, Ружица Петрова второ и трето за Цветанка Стојанова. На свеченоста беше одржана скромна едукативна изведба за младото вино, а представници на голем број на компании и фирми беа присутни на самата свечност, која наставничкиот колегиум и директорот Горан Велковски ја подигнале на повисоко ниво од ланското. Денеска го искористивме денот за да ги покажеме нашите производи кои што се произведуваат во нашето училиште, првенствено од учениците кои што се во училиштето заедно со нивните ментори и наставници. Денеска го користиме моментот да ги промовираме нашите млади вина, кои што кажавме се произведуваат во нашата школска винарија и со тоа сакаме да се представиме пред пошироката јавност нормално во градот и едноставно да се пофалиме, бидејќи се гордееме со нашите ученици и нивните ментори кои што го користат своето образование, своето слободно време за да создадат нешто ново. Што викате енолозите, каква година имавме за производство на вино? Па оваа година случајче ги неев, бидејќи се они носители на овој процес. Оваа година беше подобра од ланската година, тоа го знаеме сите од тиквешијата, така да го искористивме добриот принос што го имавме, квалитетен принос за произведување на повеќе на сорти на вина, кои што се надеваме че се допаднат на сите кои што се присутни тука. Покрај постојните вие годинава произведува се ново вино, Пино Ноар. Значи, процесот го носат они наставниците кои што се одговорни за тоа, а ние како училиште сме тука да овозможиме секакви услови за понатомошно усовршување и еден дел и производство на нови вина. Директоре, комерција нема и понатаму, нели? Не, ние сме училиште кои што се гордееме со тоа што ќе го направиме заедно со нашите ученици и мислиме дека со тоа допринесуваме во градот за едноставно да се дегустира нашиот производ на општо задоволство на сите, мислам. Ние сме најсреќни кога ќе кажеме дека нашите ученици заедно со наставниците создаваме нешто и покрај тоа што учиме и создаваме нешто. Значи, вие сте како дуално образование, и учите и создавате. Па да, тоа е целта, мислам, и на стручното образование, да се создаде еден производ кој што ќе биде производ и на учењето што го имат они во нашето училиште. Инаку да кажам, денешниот ден го искористивме и за доделување на награди на учениците кои што донесија своји вина и ракија. Тие дома произведуваат? Домашни, нивно производство, кои што со нашата комисија ги оценувавме и ги рангиравме и затоа им доделивме благодарници, дипломи и награди. Дали тоа стимулација за нив? Па да, еве, малку пандемијата не ги наруши нашите замисли што ги имавме. Ова ни беше пред 2 години така како планирано. Имавме една таков настан. И сега се враќаме повторно, едноставно и на сам, бидејќи ние како училиште имаме ученици кои што произведуваат сами дома вино. Сега со овие новите законски измени се надевам дека и што повеќе ќе
Ќе се биде стимулирано со оформување на овие мали семени винари, така да ние како училиште ќе се потрудиме да му овозможиме на секој заинтересиран и понатамошно функционирање во животот, не само за време на нивното образование во нашето училиште.